После добивањето на позитивното мислење од европските антимонополски регулатори, последниот чекор беше организирањето на собранија на акционерите на кои за спојувањето позитивно се изјаснија повеќе од 99% од нив. Акциите на Stellantis од понеделник ќе котираат на берзите во Милано и Париз, а од вторник и во Њу Јорк. Интересен е и начинот на кој технички беше изведено спојувањето на двете компании. Имено, прво PSA групата му го отстапи целокупниот свој имот на Fiat Chrysler, кој веднаш потоа се трансформираше во Stellantis. Затоа и седиштето на компанијата е во Холандија. Познато е и кој ќе биде на нејзините највисоки раководни позиции. Местото генерален менаџер со 5-годишен мандат му е доверено на досегашниот прв човек на PSA Карлос Таварес, а председател на бордот на директори е Џон Елкан, праправнукот на основачот на Fiat Джовани Ањели. Така е заради тоа што најголем акционер во Stellantis е семејството Ањели со 14,4% учество, после кое следи семејството Peugeot со двојно помалку. Француската држава има 6,2%, кинескиот Dongfeng 4,5%, а потенцијалот на новата компанија го препозна и италијанската влада, која веднаш изрази интерес да инвестира во некој процент од нејзиниот капитал. Се очекува спојувањето на Fiat Chrysler и PSA да донесе годишни заштеди од 5 милиарди евра, што ќе биде постигнато со заедничкото користење на технологиите, ресурсите за нивен развој и производствените капацитети. Во тој поглед нема никакви конкретни најави што ќе биде во иднина, но сигурно е дека меѓу првите активности ќе биде преиспитувањето на постоењето на некои марки. Како најкритични се споменуваат Chrysler и Алфа Ромео, заради фактот што тие во моментот продаваат по само 2 модела со своите ознаки. На веќе отпишаната ланча лесно може да и се придружи и DS, бидејќи како луксузна марка за овие 5 години колку постои не успеа доволно да се диференцира од Citroen. Но што и да биде, јасно е дека најголемите придобивки од спојувањето ќе ги имаат матичните марки. Fiat со француските технологии кои во Европа ќе го вратат на местото кое го заслужува, а Peugeot со тоа што американскиот пазар ќе му биде сервиран на тацна. За да го дефинираат разнишаниот настап во Кина, ќе треба заеднички добро да се потрудат, а најголема загадка е што всушност преку пониски цени, поголем квалитет и подобри услуги ќе добијат купувачите на нивните возила каде и да се во светот.